Одиме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е оној гостин кој секогаш ни гостува во овој период од годинава. Тоа е Александар Гошев, првиот човек или раководителот на летниот музички камп, кој секоја година се одржува во нашиот град, освен првата година. Станува збор за манифестација која прави интерес кај граѓаните, оние кои ја почитуваат музиката, особено сериозната музика. Господине Гошев, добар ден и добро дојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС. Добар ден, добро ви најдов. Денеска е еден убав ден, што се вика, како што најавивте секоја година, овде сум редовен гостин. Така. И многу ми е драго и пред се да ви се заблагодарам на вас на самиот почеток, затоа што на самиот позив, од она што сакам после да го кажам, на самиот позив не ми одговоривте бидејќи бевте зафатен, меѓутоа не ме изоставивте после тоа. А тоа е ретко седна во нашата држава. Така. Летниот музички камп, 9-то издание. Кога помина, како вчера да беше кога се одржа првото издание во Дојран и кога ние двајцата се видовме во Дојран случајно, на моето прашање што правите, бевте облечени така малку повеќе официјално, со пеперутка машна, и ве прашав, вели, това одржуваме годинава летен музички камп во Дојран, а јас ве прашав зошто во Дојран, зошто не во Струмица. Не знам дали бев јас тој пресудниот, меѓутоа веќе следната година летниот музички камп се пресели во Струмица и еве веќе 9-та година се одржува ова лето. Па изгледа дека тоа беа магичните зборови. Да. И навистина од тој момент размислувањето ми го префрливте на друга страна. Така. И ми беше многу драго затоа што Дојран како Дојран започнавме таму приказната. Приказната беше децата кои доаѓаат во кампот, покрај работилницата која ја работиме, бидејќи доста и напорно, да го имат она убавина на прекрасното Дојранско езеро. Меѓутоа, условите таму ни се малце подругачи, за разлика од центарот на културата, што се вика во овој регион, Струмица, каде што сме обезбедени од секој аспект. Така. На крајот на краиштата, крвта вода не бидува, Александар Гошев е од овој крај, зошто да бегаме од собствениот крај. Како течат подготовките за ова 9-то издание на летниот музички камп? Па вака сега, како што спомнавте, 9 години многу брзо помина, односно 8-те во Струмица. Тука ми е една малце поолеснителна околност, меѓутоа знаеме дека во денешно време и ланска година исто така имавме проблеми, финансиските проблеми се големи, меѓутоа најважно од се дека во главата фолдерот, чипот кој го носиме да биде позитивен, односно да не се базираме на финансите. Се може да се истурка и затоа сум уште на самиот почеток ќе се заблагодарам на сите кои потпомагат во целата ова приказна. Директорот на Домот на културата, директорката на Основното музичко училиште Боро Џони, Клара Вета и Ване Ристов Патриков. Така да едноставно се надевам дека не сум им на терет, бидејќи тоа го работиме заеднички, заедно со моите колеги професор магистар Страше Темков, професор магистар Васе Ристов, труба, флейта и јас, професор магистар Александар Гошев хорна. Приказната продолжува и понатаму. Не останува песочниот часовник истекува за уште една година, значи чекаме она фамозната 10 годишнина. До година јубилеј, ќе биде и подобро на финансиски план. Јас се надевам дека уште сега материјалите сите ги припремаме. Има една интересна приказна која покасно ќе ја кажам. Не сум трпелив, не сум од оние што сакат малце тајни да чуват, затоа што моето задоволство е големо, бидејќи се движиме во многу позитивна насока пред се. Организаторските работи тука се веќе при крај.
голема благодарност до сите и спонзори кои сте спонзорства. Значи сепак ги има, добро. Спонзорства во однос на коктелот кој што го спремаме секоја година традиционално. И тоа е нешто. Традиционално и без нивна помош сигурно не би можеле да го изорганизираме тоа. Не сакам да спомнам, знам какви се авторските права. Меѓутоа сепак на свој терен малце подругаче се работи. Значи, во моментот се 23-ти е почетокот на самиот летен музички камп со еден традиционален концерт во 8 часот во Домот на културата. Јас Домот на културата си го... Да, Центар за култура. Да, Центар Антон Панов. Така да ги покануваме повторно на почетокот сите заинтересирани. Дури денеска нешто ми падна на памет на Facebook страната моја си објавив, бидејќи ми е многу драго, затоа што не дека јас го припремам, го спремам сето тоа, дека сум организатор на сето тоа, пак ќе кажам благодарност и до мојата фамилија, навистина ме трпат. Секој 23-ти се разведувам со сопругата. Да, затоа што не се во другата бранша, во иста бранша се затоа трпат, да? Да, ме трпат така и пак ќе повторам секој 23-ти со сопругата, до 28 сме разведени. Потоа тоа затоа што навистина е тоа една мачнина дома, пред се и од финансиски аспекти и од сите други, меѓутоа ево со Господова помош успеваме да ги со леснотија истуркаме работите. Така. Во што овој 9-ти поред летен музички камп ќе се разликува од претходните 8? Овој 9-ти камп ќе се разликува по една работа што лично кај мене во класата ќе имам доста кандидати, бидејќи имавме доста активности од минатата година па до пред месец дена. Имавме доста семинари кои што бевме повикани да ги одржуваме. Секој од нас работи на својата класа. Јас бев на семинар во Црна Гора, од каде што дојдоа деца и од Хрватска, дојдоа деца од Србија, дојдоа од Војводина, од Црна Гора и навистина сега бројот се зголем. Патот е малце тежок до овде да се стаса, меѓутоа гледам дека се полни со ентузијазам. Друго што со летната музичка школа се отворија вратите дури и на факултетот за музичка уметност, каде и предавам во класата на хор, имав двајца постдипломци во класата од Црна Гора и повторно доваѓаат и еве сега за приемните испити имаме исто така. Значи рекламата наша е добра и не треба да се рекламираме затоа што навистина имаме вистинска школа и она што сум задоволен е дека конечно школата го добива оној вистински сјај за што беше направено, не заради финансите да се заработува, туку што е можеби исклучок од многу други семинари, кампови, што е приоритет тоа, не сакам да критикувам, меѓутоа нашата цел беше основата во музиката, во нашата да кажам технологија која ја поседуваме како педагози. Така. Добро. Се надевам дека ова 9-то издание на летниот музички камп ќе биде поуспешно од претходните 8, бидејќи интенција на секој организатор би била од година во година летниот музички камп во случајов да расте се повеќе и повеќе, нели? Од колку земји треба да очекуваме и колкумина ќе присуствуваат на овој летен музички камп? Се извинувам. Ниедна година бројката не ни е фиксирана на почетокот. Почнуваме со некоја бројка од 30 стандардни, од Србија пред се доаѓаат, Ниш, Белград, Лесковац, од Хрватска ни доаѓаат од Бугарија кандидати и ова година и од Црна Гора. Маде и минатата година имаше, меѓутоа ова година исклучок е навистина од Црна Гора ни доаѓаат, каде што сум поканет да бидам и почесен професор на факултетот во Никшич, кој што треба да се отвори класа за хорна. Меѓутоа, приоритет ова година, бидејќи малце сум шкрт со некои работи, 10-та година ми е онака како јубилеја чувам, ова година ќе работим повеќе на камерна музика и на основите за самиот инструмент, каде што нашата школа
презентира многу убави нешта, многу добри нешта. Искуство имам од многу семинари на кои присуствував и бев поканет да ги држам. Семинарите исто имав, спомнав во Црна Гора, меѓутоа во летоска се случи нешто, мои ученици и студенти настапуваа на Охридски бисери, манифестација која што долги години се одржува од меѓународен карактер, каде што комисијата е навистина со висок ранг на уметници. Маријан Катаровски е таму главна кари, како не се лажам. Не знам точно. Добро, тој е организатор, не е важно. Не знам точно кои се организаторите. Искрено да ви кажам, избегавам малку администрација повеќе. И не е важно на крајот. Меѓутоа, ги знам сите педагози кои учествуваат таму, тоа се први инструменталисти на ова година беше за дувечки инструменти од Русија, од Большој театар, од Бугарија, од Софијска филхармонија, од Шведска, од Норвешка, од секаде, навистина прекрасни луѓе. И ова година имаше среќа да биде професор од Германија, од Мајнц. Оно што сме скептици ние, тоа се нашите финанси. Тука сме доста скратени. Ни понуди, самиот се понуди да одржиме семинар. Нашето прашање, односно моето лично, беше дека знаеме како се движат цените на семинари кои го доваѓаат да држат семинари, меѓутоа човекот со отворена врат каже, мене не ме интересираат финансиите. Наша крвна група, што се вика, како и овде што работиме, не ни интересираат финансиите, туку ни интересира ефикасноста во работата што ќе ја постигнеме. Тоа е така кога се работи со срце, со љубов. И има доста резултати. Така. Одржавме еден семинар макотрпен, бидејќи мораше у еден ден да се среди, траеше некаде до полноќ и повеќе од полноќ. Едно 3-4 сата што се вика. Спецификата на западњачките професори, педагози е таа што изискуваат работа и не поднесуваат прашање. Меѓутоа, сакајќи и нашата школа да ја презентираме, имаше доста прашања, беше балце нервозен на почетокот. Меѓутоа го смиривме со добро македонско вино, со добра струмичка мастика домашна и добра домашна ракија. И он малце се опушти повеќе и виде на која страна се одвијат работите и почнавме една комуникација. И вие му рековте ги гледате сите овие работи, ако сакате повеќе да уживате во тие, дојдете во Струмица. Така, добро. Така нешто, меѓутоа пред се на професионален план разменивме мислења и една реченица која изреков беше пресудна. Направивме една пауза и кажа, колега, можеме се да продолжиме и заедно. Во следната прилика го прашавме колку му е цената за да дојде, вика хонорар не ме интересира, ако може само пат и сместување да се знаеме дека сега има тие визер авиони кои што се со ефтини карти. Да, нискобуџетни компании, добро. Така, и размислувањето ни беше во тој поглед, така да и еден од родителите одма изреагира дека ќе може да помогне затоа што ќе му биде задоволство, бидејќи он каже, вие имате една прекрасна школа, јас ќе дојдам како предавач, меѓутоа сакам нешто да научам од вас. И тоа ни беше многу добро. Значи, до година го најавуваме господин Арнолд да дојде и секој ден ми се јавува, дури сликане со чаша македонско вино. А кога ќе ја види Струмица, јас мислам дека и тука ќе се пресели за живење, затоа што по карактер е така. Добре дојден, така. Тука секој пат, еднаш кој ќе дојде во Струмица, мислам дека секој пат се наоѓа. Оно што ме интересира, господин Гошев, е започнувате со концерт, завршувате со концерт. Така е секоја година. Што ќе се случува помеѓу овие две нешта? Програмата... Колку инструменти ќе бидат застапени? Хорна, знам, сигурно. Хорна, труба, флейта и камерна музика. Така. Сега, ова година повторно експериментално, бидејќи немаме финансии, и ланска година имавме кларинет, меѓутоа одзивот е многу слаб, не знам зошто. Меѓутоа котизациите за учество кај нашите студенти ги нема, меѓутоа кај странците што доаѓаат се толку ниски што дури не исмејуваат од страна, затоа што тоа не ни е важно, меѓутоа сепак имаме трошкови кои мораме да ги покриеме. Кларинет отворивме класа, има за сега 20 кандидати само пријавено, еден од кај нас, еден од Црна Гора.
и се надеваме дека ќе се пријават уште кларинетисти, бидејќи професорот што работи има завршено високи школи во Франција, во Прага, Чехословачка, сега кај Велико Кренковски има докторат завршено, така да е уметник кој што и педагог од проверен карактер, што лично мене, јас како организатор, ми е потребен во кампот. Ова година имаше кандидати за виолина, многу кандидати, вклучувајќи и моите деца. Меѓутоа, не се најдовме на иста бранова должина со времето, со професорката, која следната година отвараме и класа за виолина. И она што ќе ми биде драго, пошто бидејќи запознав и професор, наше дете, кој заврши магистратура во како се вика, факултет и магистратура во Словенија, во Љубљана, прекрасен музичар, саксофонист, сакам и до година да се случи нешто и со саксофони и со народни инструменти. Супер. Ке му личи на юбилејот 10 години. Значи се прошируваме и тоа е основна се прошируваме со инструменти од еден аспект е тоа. И така е поставена и програмата. 23-ти почнуваме со свечено отварање. На свеченото отварање предност им даваме на учениците и студентите кои што ова година присуствуваа на многу надпревари, секоја година уствари, и тие што се најдобро ги рангираме така, најдобро пласираните, да кажам, со највисоки награди учествуваат на самото отварање. Програмата е некаде околу 50 на минути. 10 на минути јас зазимам и повеќе, може за разговор, тоа е неизбежно. Ако Страш Темков не ме скрати. И добро ако е 10. И после имаме едно коктелче заради нашата дружба меѓу музичарите. Меѓутоа ме радува што во Струмица почнавме со 5, во публиката сега над 50 не има. Кога ќе дојдат коктелите, имаме фантастични фотографии, што здравие Боже до година ќе ги презентираме. Ова година новитет ни е што, еве сега при крај, реализација на Сдруженијето за хорнисти. Добивме одобрение од фамилијата од Прилеп, која што ние поклони хорната на... Тоа беше минатата година или предминатата година. Добро. Ние поклони хорната и ни дозволија Сдруженијето да го носи името на нивниот син Горан Штрлевски. Така да голема благодарност до нив. Мислам дека ова година ќе дојдат исто тука да присуствуваат. Им е големо задоволство сето тоа. 24-ти имаме веќе следен концерт. Исто најавен е за камерна музика ми е најавен концертот. Праксата ми е, значи, не е важно колков ќе биде квалитетот на концертот. Зошто? Затоа што... Она што ми се допаѓаше, господине Гошев, не знам која година беше, во рамките на овој летен музички камп, беше тоа што некои од студентите ваши кои доаѓаат на овој летен музички камп го видовме на плоштадот, на Струмичкиот плоштад, како свири на својата, не знам, хорна, и тоа беше вистинска атракција. Тоа е на некој начин и популаризација и афирмација на самиот инструмент, на самиот настан. Тоа би било добро да се случува почесто. Тоа ќе се случува ова година, таква и замислата, затоа и за камерна музика се одредив јас лично во мојата класа да работам исклучително и плюс оној професионалниот дел во однос на инструментот. Значи 24-ти ќе го имаме тој концерт со камерна музика. Меѓутоа во текот на денот на 24-ти ќе бидат распоредени групи, дуети, квартети, трија со хорните низ плоштадот да бидат да свират. Тука имаше една анегдота, он беше уличен свирач со она што од страна на град Скопје беше како идеја, испроведена идејата и беше стварно супер идеја. И во Скопје мораше доста време да свири за да заработи пари. Он тука за кратко време вика професор, јас заработив многу и он секој ден заработуваше, меѓутоа беше интересно. Девојчето што свири хорна, а моите деца се присутни нон-стоп тука, бидејќи едва чекат, одеднаш ги снема. Ги нема никаде. И сега јас работам, ама паметот ми беше таму кај се отидени, кај се децава, бидејќи тука треба да се преден малечки беа. Они трчат од таму со виолинчињата, девојчето заработивме толку пари, заработивме. И мене ми беше тоа многу, меѓутоа многу интересно.
Затоа што Струмица има шмек за такви, има магија, има посебна магија. Струмица, добро. И така, ден по ден ќе заврши и овој. Ќе го најавам и 25-ти, ако ми дозволите само. поговорете. 25-ти, исто така, класа хорна, има настап. Настапа на 26-ти, оној нашиот традиционален концерт од децата за возрастните. И ова година имаме доста изненадување, пријатни изненадувања. Значи се движиме од класика до народно, до, мислам, изворно народно, до поп музика. Така што ќе имаме гитари, армоники, зурли, тапани, гајди и така. И јас не се сомневам дека и годинава ќе имаме успешен летен музички камп. Само да подсетиме, значи Александар Гошев ќе ги држи часовите по хорна. Васо Ристов Труба, директорот на генерален директор на опера и балет. И Страше Темков, професор на факултетот за музичка уметност, флейта. Клавирски соработник Билјана Петровска ни ова година, Марија Јакимовска ни е координатор, која што вистина ги завршува сите работи. Голема благодарност пред се за одолжување на отец Мите, или како Поп Мите Крцев, кој што долги години ни беше домаќин во манастирот. Од ова година отец Григорий. Остваривме еден фантастичен контакт. Мислам, тоа е она, нема што да зборувам, значи у Струмица се своји. Така и треба да биде. Останува да ви се заблагодарам за гостувањето, да ви посекам успешно 9-то издание на летниот музички камп и се надевам дека постфестивалски, посткамповски, повторно ќе направиме еден муабет да се преиспитаме како се помина и што планирате за јубилејното 10-то издание. Голема благодарност пред се за поканата. Голема реклама за нас е што не примате во студиото. Едноставно ви сте телевизија од самиот почеток. Тука сме за добри нешта. Вратите се не фати мајата како вашата телевизија што трае со години, што се вика. Така да се надевам дека се ќе биде во најдобар ред, ќе помине и кампот, ќе се видиме повторно. Она што сакам како и секој година, не критички, меѓутоа колегите повторно да ни дојдат на самите настапи. На самите настани. Покана до сите музичари пред се. Покана до сите граѓани кои се слободни времето да го поминат со најмладите, бидејќи тука се собират најмлади деца. Што го спомнате, детево на плоштадот што свираше, сега заврши, дипломира и двајцата, беа во емисија тука и двајцата дипломира и нив ги испративме, што се вика, во една средина. Државата да ни ги среди работите, да ни ги задржи децата, затоа што кога ќе видат квалитет, поготово кој доаѓа од Македонија, како што ни е црвеното вино и останатите работи, што ни ги зимаат како бренд сме во секој аспект, меѓутоа да овозможиме децата да ни останат тука. Дај Боже, нека биде така. Ви благодарам уште еднаш кај нас на поканата. Ви благодарам и како што веќе реков, се надевам дека ќе поразговараме и по завршувањето на летниот музички камп. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Дневна соба. Се разделуваме соба со песната на денот која ви избравте со вашите гласови. Од режијата знаат за која песна станува збор, бидејќи гласањето траеше се уште. Останува да си посакаме се најубаво и се гледаме утре во 10 часот. До тогаш, довидување.